Иако во моментов Законот за спречување нефер трговски практики предвидува максималната казна за непочитување на одредбите да биде до 20.000 евра за голем маркет, премиерот Христијан Мицкоски и денеска им се закани дека остро ќе бидат казнети, бидејќи работат спротивно на интересите на граѓаните и непазарно ги пумпаат цените на рафтовите. Тој до март најави дека ќе се смени висината на казните и тие ќе бидат 10 пати повисоки или до 200.000 евра. Не сакаше да потврди или да отфрли дали дел од маркетите кои се сега под истрага на институциите беа инволвирани и во случајот со картелско здружување. Мицкоски смета дека институциите не ја пропуштија можноста да демонстрираат решителност, бидејќи само символично со по 50.000 евра ги казнија 4 картел маркети, иако според законот можеа да ги казнат 10, 20, 30 или повеќе пати, или со стотици илјади или дури со милионски суми. Однесувањето на оваа влада е да има најпрвен порака на опомена. Односно, да видиме дали тие се свесни и дали ќе се коригираат. Гледаме дека тие 2-3 ланци на маркети не се коригираат. Веќе кога не се коригираат, како велат нашите поискусни и повозрастни велат, на човек со сила не можеш да му дадеш. Така што ако тие не може да ја препознаат пораката и упорно нивен главен интерес е профитот на сметка на граѓаните, тогаш ние како влада и како институции немаме друга опција освен да ги заштитиме интересите на граѓаните. Според Мицкоски, кога се води бизнис, треба сите да добиваат, и тие, и граѓаните, и државата, но дека дел од маркетите, применувајќи нефер трговски практики, добивале само они. Тоа што порано беше некаков процент во форма на работа или не знам, денеска е маркетинг услуга за истражување на пазар и така натаму. И тоа полека, но внимателно го документираме и го следиме. Кога ќе бидеме целосно подготвени, а мислам дека наскоро тоа ќе се случи, ќе почнеме да превземаме жестоки мерки. Државниот пазарен инспекторат и Комисијата за заштита на конкуренцијата, попозната и како антимонополска, скоро цела 2025 година и на почетокот од оваа 26-та, вршат контроли на маркетите за да утврдат кој како го крши Законот за спречување на нефер трговски практики.